Македонската асоциација на професионални физиотерапевти се бори со години да го донесе законот за физиотерапевската дејност, заедно со сите останати издруженија кои се инволвирани во овој проблем, а тоа е Издруженијето на физиотерапевтите на Македонија, и да се избори за комора која е битен субјект во Македонија во решавање на некои круцијални прашања од струката. За таа цел ние бараме помош од регионалните здруженија да ни помогнат со нивните искуства како би го тоа решиле, бидејќи ние пробувавме со години тоа да се реши, меѓутоа безуспешно, и се надеваме дека оваа конференција ќе даде придонес во таа насока, посебно здруженијата кои веќе имаат комора на физиотерапевти и здруженијата кои се изборија за законот за физиотерапевска дејност. Со тоа се решаваат многу прашања во Македонија, кои нашата струка ќе ја професионализира и ќе ги намали сите субјекти сите субјекти кои мислат дека физиотерапијата не е многу важна карика во здравството. Напротив, мислам дека физиотерапевтите се многу важни во медицината во Македонија и затоа ги правиме овие напори да бидат како да кажам успешни во реализација на нашите проекти кои ги имаме замислено. Mi smo naporno radili u prethodnim godinama i vođeni smo tom idejom kako u regionu, odnosno vođeni smo prije svega našom prvom zemljom komšinicom Hrvatskom, koja je nedavno ušla u Evropsku uniju i znati sami da u toj državi od 2008. godine postoji zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti i mi smo težili tome kako bi se dobila naša komora. Međutim, stvari su se mijenjale na bolje na naš račun, tako da kažem, zato što mi smo u januaru ove godine dobili zakon osnovni o zdravstvenoj zaštiti koji dozvoljava fizioterapeutima i svim drugim zdravstvenim radnicima da obrazuju svoju komoru nezavisno. Tako da smo mi od 19. marta ove godine osnovali komoru fizioterapeuta Crne Gore, odnosno nadogradili organizaciju Udruženja fizioterapeuta Crne Gore na jedan veći nivo. Ovih dana bi trebali da dobijemo odgovor od Ministarstva zdravlja, odnosno očekujemo saglasnost na statut te komore shodno tom zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji se primenjuje za osnivanje komora, odnosno profesionalna organizacija određenih zdravstvenih radnika u tom smislu. Cilj organizacije komore, s ovim ću završiti, cilj organizacije komore jeste da se zaštite kvalifikovani fizioterapeuti od, uslovno rečeno, divljih stručnjaka i ljudi drugih koji misle da znaju da se bave fizioterapijom, a u suštini ne znaju, misle da je to lak način za zaradu, brzu zaradu novca, što uopšte nije, jer naša profesija nije takva, naša profesija je potpuna suprotnost, naša profesija je mnogo bolje, naša profesija je život i želimo da fizioterapija pripada samo fizioterapeutima, što je i poenta ove konferencije, što je i kolega i naglasio u našoj internoj komunikaciji. Se nadevам дека во иднина ќе најдеме заеднички решенија да се нашите цели остварат во Македонија, да имаме закон за физиотерапевтска работа, да имаме комора која ќе ги стави во ред сите физиотерапевти во Македонија, а од друга страна, како што кажа претседателот Крсто Ковачевиќ, да се решат само повиканите физиотерапевти кои работат без лиценца и кои навистина не ја знаат физиотерапијата. Физиотерапевтите во Македонија имаат 3-годишно школување високостручно, меѓутоа тенденцијата на сите високостручни програми е да прераснат во универзитетски програми, со тоа што би се отворил патот на физиотерапевтите да идат во прогресија со знаењето и со истражувачка работа. Четворогодишното школо или четворогодишните студии на физиотерапевтите се цел на Сдруженијето на професионалните физиотерапевти и утре на трекалезната маса ќе видиме и ќе слушнеме искуства од нашите колеги од регионот, да видиме како е тоа таму уредено и на кој начин би го тоа ние оствариле овдека да 3-годишните школи за физиотерапевти прераснат во 4-годишни со универзитетски програм кој би дозволил научно-истражувачка работа на физиотерапевтите. Naš zakon dozvoljava da imamo stručna udruženja ili komore.
Imali smo u Sloveniji komoru za kratko vreme koja je prestala da djeluje. Udruženje je sada jedina profesionalna organizacija koja je jedina i član Svjetskog udruženja za fizioterapeute i to već od godine 1995. U Sloveniji imamo tako otprilike 1200 fizioterapeuta koji puno ih radi na primarnoj razini. Imamo puno fizioterapeuta u zdravilištima, što je neka specijalnost za Sloveniju, možda tako 1/4. I imamo i mogućnost zasebne privatne prakse. Fizioterapeuti sad rade samo na osnovu napotilnog naloga i oni su slobodni, imaju popolnu autonomiju da odluče kakvu fizioterapiju će raditi. Neno, hoću da kažem, mi ne možemo uticati, mislim, znate, svi smo nezavisni u vođenju naših života i sa našim novcem radimo nezavisno. Tako da svako je voljan da ode kod koga hoće. Ali mi smo tu da kažemo kod koga ne treba da se, odnosno kod koga treba da se ide za terapiju. Jer ipak ljudi se, da kažem, sami odluče gdje hoće da pođu za terapiju, tako da je to njihova greška, da kažem, zato što su neinformisani, tu smo da ih informišemo, s druge strane opet da zaštitimo kvalifikovane fizioterapeute. Konkretno kod nas postoji jedan organ vlade Crne Gore koji se zove Uprava za inspekcijske poslove, koji vrši te radnje, odnosno inspekcijske nadzore po prijavama i uopšte samo inicijativno. U ovoj godini samo smo mi malo agresivnije, uslovno da kažem, krenuli u rješavanje tih problema, odnosno u prijavljivanje, zato što su nam i građani te prijave slali, konkretno i što se tiče ljetnje sezone i poslije naravno nastavka života u nekim drugim godišnjim dobima, jer ljudi, to sam prije rekao, žele na brz i lak način da zarade novac, i onda otvore, ne znam ja, razne neke stvari koje su, da kažem, uopšte ne ispunjavaju uslove i obavljaju našu djelatnost, odnosno dio naše djelatnosti po nekim raznim stvarima, odnosno po raznim javnim mjestima. Tako isto i u, ne znam, kućama, stanovima i sličnim objektima kojima se to radi na divlje. Zato smo mi to sve prijavljivali i Uprava za inspekcijske poslove to odradi, odnosno pođe i kazni novčano zavisno od prekršaja, odnosno shodno tom zakonu. Ali kažem, kao udruženje to radimo, ali ne postoji još mogućnost licenciranja dok komora zvanično ne počne da radi i kad počne onda će to u potpunosti biti zaštićen kvalifikovani fizioterapeut na način, kao što je rekla koleginica iz Mostara, na način izdavanja licenci. Mi imamo zakon o zaštiti profesionalnih naziva i mi odmah u našoj organizaciji odmah reagiramo ako se neko javno pojavljiva sa ovim nazivom. Tako je bilo sad na olimpijskim igrama u Riju. Kazali su, rokometna reprezentacija imala je dobre fizioterapeuta, bi svi znali da su maseri. Onda smo mi javno odmah reagirali. Tako smo je preko 10 ovakih prijava na Ministarstvo za zdravlje i rad i oni odmah reagiraju i onda skinu ovo, ali to je teško kontrolirati. Ja mogu se evo pohvaliti ovdje ispred kolega svojih da mi u Hrvatskoj imamo reguliran zakon o fizioterapijskoj djelatnosti i taj zakon nama propisuje kao temeljno obrazovanje 3-godišnji studij. Nama je dalje, međutim, cilj da dignemo fizioterapiju na razinu kao interdisciplinarnu znanost biomedicine i zdravstva. Međutim, mi bi u našoj budućnosti željeli stvari vidjeti fizioterapiju kao samostalnu profesiju, međutim na tom polju nas čeka još puno posla, ali zakoračili smo velikim iskorakom. A ono što je nama sad prvi prioritet, ja govorim ovdje kao fizioterapeut koji radi u struci, da se jednostavno, kako bi rekla, da se izborimo za pravičnost cijena, odnosno rada fizioterapeuta na svim razinama obrazovanja, bilo formalnog ili neformalnog. Međutim, kod nas je najveći problem trenutno u Hrvatskoj taj što se naši
obrazovni i zdravstveni sustavi nisu sinhronizirani. Nama trenutno naš diplomski studij nije priznat, pa evo radimo sad na tom projektu kao nekakvom, recimo, prvom prioritetu. Međutim, imamo jako puno strateških ciljeva i planova i maksimalno smo aktivni. Ali evo kažem, zakonski smo regulirani, postoje neka pravila i to nam puno olakšava put ka našem, ne znam, evo, budućem uspjehu. Komora radi, znači, aktivno, sudjeluje, izdaje licence, znači, od 2011. godine, te sudjeluje u edukaciji fizioterapeuta. Međutim, ono što je problem u našoj državi je Zakon o fizioterapijskoj djelatnosti, kojeg još nemamo. Naravno, Komora je nacrt Zakona o fizioterapijskoj djelatnosti već odavno pripremila, ali evo čekamo dobru volju ljudi iz Ministarstva zdravstva i evo nadamo se, na dobrom smo putu sada zaista da to i ostvarimo. Ja se nadam da evo zaključci donešeni na ovoj konferenciji će da se daleko čuju, evo, i da ćemo imati neki pozitivan efekt na cjelokupnu situaciju u regiji. Колку диви физиотерапевти има, навистина не знаеме, затоа што здруженијата професионални немаат такви ингеренции нити можност да го прават тоа, да идат во истражување или да ги пронаоѓаат и да ги пријавуваат. Тоа останува на државата и на органите со помош на комората која треба да се случи во Македонија. Што се однесува до лиценцирањето, да, тоа останува на ниво на комора, која допрва треба да ја оформиме, и комората е таа која ќе издава лиценци и ќе ги регистрира сите физиотерапевти. Сите терапевти кои работат без лиценца, значи ќе бидат веќе откриени на еден начин дека навистина немаат нити компетенции, како што кажа председателката на Словенија, нити едукација да извршуваат здравствена дејност. Така да тоа се навистина во голем број случаи во Македонија. Ние имаме пациенти кои доаѓаат, меѓутоа морам да признам, има еден феномен. Јас со физиотерапија се бавам 20 години. Има еден феномен каде што луѓето кои страдаат од ваквите самоповикани физиотерапевти многу ретко ги кажуваат своите лоши искуства. Луѓето кои на некој начин, мора да признам, тоа не е медицински начин, имаат подобрувања и тоа се случува, може и тоа да се објасни во некоја од емисиите, ако ми повикате како гостин. Тие најповеќе зборат дека тие местачи или масери или не знам хиропрактики кои навистина немаат дипломи им помогнали и дека чудеса се дешаваат. Тоа навистина е ризично, ние имаме и многу фрапантни пациенти, фрапантни случаеви кои пациентите ни ги кажуваат како факт. Меѓутоа, се додека не се реши Законот за физиотерапевската дејност и Законот за комора и основање на комора на физиотерапевтите, овие проблеми се уште ќе екзистираат во Македонија, за жал. И затоа правиме напори, и затоа ја организираме оваа првата регионална конференција во Скопје, да ги земеме искуствата позитивни од регионот, бидејќи мора да напоменам, како што гледате овдека се представници од сите бивши републики на Југославија. Ние бевме во заедница до 90-91 година и сите ние влечеме опашки од еден стар систем, каде што тешко се решаваат некои проблеми, посебно за физиотерапевтите.